Добар ден уште еднаш, почитувани медиуми, почитуван градоначалниче, почитуван директор на Пошта Струмица и заменик генерални директор. Денеска сме во Струмица во повод на доделувањето на возилата. Возилата што не беа донација од влада. Ние како менаџмент одлучивме за потребите на Пошта во Струмица да доделиме 6 нови возила и реално што имат уште 3 во употреба, моментално ќе имат 9. Се надевам дека со оваа инвестиција Струмица ќе добива по-ефикасно и по-ефективна работа на работењето на пошта и на услугите. Во тек се уште други инвестиции. Очекуваме реновирање на објектите и освежување во делот на кадарот, што се надевам дека ќе дават подобри резултати и очекуваме уште подобри услови и за вработените. Му се заблагодарувам на директорот на Пошта Струмица, реално е еден од најдобрите директори и покажува многу добри резултати во водењето на оваа поштенска единица. Иако знаеме дека Пошта во изминатите години беше во многу потешка ситуација, па пополека се обидуваме да се вратиме на тоа што се вика Пошта е на граѓаните како што беше порано и да ги завршиме нашите услуги што ги нудиме према граѓаните во време и во подобар начин. Ако имате прашање, повелете. Да. Дали со зголемувањето на возниот парк на македонски пошти, граѓаните на Македонија може да очекуваат побрзи, поефикасни и навремени услуги или испорака на практика? Да. Со оглед на конкуренцијата која што е неминовна, веќе ја знаете дека има. Реално, нелојалната конкуренција нанесе голема штета на Пошта. Се обидуваме и тој дел, агенцијата за пошти работи во тој дел да го намали тоа злоупотреба од нивната страна на приватните компании. Очекуваме многу подобри услови и подобра услуга кон граѓаните. Знаеме дека изминатите 6-7 години уствари ништо не беше инвестирано во АД Пошта Македонија, особено во возниот парк, кај што реално функциониравме досега со 3 возила во подружница Струмица. И сега обавезно дека ќе имаме и подобри резултати, пошто имаме плюс 6 нови, очекуваме од директорот оваа динамика да го следи и да видиме како ќе се движат работите. Со другите подружници, дали ќе се продолжи, да кажеме, осовременување на другите подружници? Која динамика и колку возила, например, до крајот на годината? Да, значи имаме 90 пика возила и 10 комбиња. Сите подружници ќе добијат број на возила за нивните потреби. Почнавме од Куманово Кочани, продолжуваме денеска Струмица Гевгелија, па во наредните денови сите подружници ќе ги посетиме и ќе имат број на возила што ќе бидат за нивните потреби. Значи возилата, како што можете да видите, се најнов модел 2026 Fiat Dablo. Значи тие се набавени за потреби на Македонска пошта по спецификации кои што ќе ги исполнува условите и за оние кои што ќе ги возат возилата, значи опремени се со најмодерна опрема за возачите, со навигација, со климатизирани се сите, со камери, сензори и така натаму. Исто така и товарниот дел е прилагоден спрема потребите кои што секојдневно ќе ги извршуваат овие возила. Значи носивоста им е до 750 кила, што е сосема доволно да се транспортират сите писмоносни пратки и пакети до крајните дестинации. Ново нешто кое што воведуваме со овие нови возила, извршивме промена и на правилникот за користење на службени возила и тоа што во товарниот дел ќе има поставена камера која што 24 часа ќе ги следи движењето на пратките низ целата држава, како стига и каде е во моментот и како се дистрибуира. Тоа е од мене, со среќа да си ги служат возилата, вработените во Пошта Струмица, во општина Струмица да кружат и да го навикуваат градот. Добар ден и од мене. Прво да се заблагодарам на вас медиумите за присуството. Денес е голем ден за Пошта Струмица. Значена инвестиција со која што ќе ги подобриме услугите кон нашите големи и правни и физички лица. Најпрво сакам да ги поздравам и генералниот директор и заменикот генералниот директор и останатите членови на управниот одбор. Од сите вработени во подружница Струмица, вкупно 96 на број. Инаку подружница Струмица има вкупно 31 единица на поштенска мрежа, распространета
во 3 урбани општини, Струмица, Валандово и Радовиш, и 4 рурални општини, Ново село, Босилово, Василево и Конче. По едно возило ќе добијат работната единица Валандово и Радовиш, останатите 4 возила се за потребите на Централната пошта 2400. Сакам уште еднаш да исто така сакам да се заблагодарам и до ресорниот министер господинот Александар Николовски и до премиерот на Република Македонија, бидејќи знаеме дека оваа донација е значајно поддржана целосно од владата на Република Македонија. Ви благодарам. Колку ова ќе ве олесни работа? Ова ќе ни улесни многу работата, како што каже и генералниот директор, во моментот имаме во Струмица 3 возила кои што се стари над 15 години и кои што имаат над пола милион километри поминати. Во моментот работата тече без проблеми, пратките течат секојдневно, тековно се доставуваат, со ова ќе бидеме уште побрзи и поефикасни во доставата на пратки, посебно во руралните подрачја. Општините Ново село, Конче, пример од далечените места, Удово, ќе биде од голема помош.